Добар ден, почитувани, вие го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Децата сакаат да го привлечат вниманието на повозрастните и да бидат центар на светот, но за родителите не постои поголем предизвик од сценариото кога детето бара внимание со негативно однесување. Тоа обично се случува на јавни места, пред очите, пред погледите на сите. Па како да се запре кругот на непосакуваното однесување на детето и да се пренасочи однесувањето, односно кое е решението на проблемот? Ќе запрашаме доктор Камилија Симеонова, специјалист, односно психијатар по детска и адолесцентна психијатрија, воедно семен и системски психотерапевт во Аџибадем, Систина. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите, ќе имате можност почитувани и вие да поставите прашање на оваа тема. Се гледаме набрзо. Некои родители одат на јавни места со своите деца без никаков проблем и компликации. Други пак маки мача да ги смират децата бидејќи бараат внимание со негативно однесување. Во која категорија на родители спаѓате вие? Како да се пренасочи однесувањето на детето и кое е решението на проблемот? Ќе запрашаме доктор Камилија Симеонова, специјалист по детска и адолесцентна психијатрија, семен и системски психотерапевт во Аџибадем, Систина. Докторке, задоволство што сте повторно во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, Марија, секогаш е чест и задоволство се биде ваш гостин и поздрав до сите гледачи на Телма телевизија. Докторке, сите деца повремено манифестираат некое негативно или пак делумно агресивно однесување, знаат некого да клоцнат, да гризнат, да кажат лош збор, да се степаат, така, значи, но колку често сето тоа треба да се случува за да сметате дека детето има проблем со негативно однесување? Така. Кога разговараме нели за ваквиот тип на однесување, најчесто мислиме за ние мали деца или нели ние што народски ги знаеме тодлери. Ово однесување е сосем вообичаено за деца кои што се до 3 годишна возраст. И ова е можеби да речам секојдневно предизвикувачко однесување на овие деца. Меѓутоа, кога разговараме за деца кои што се на 3 години, па некаде до 5, можеби ретко, меѓутоа знаат да манифестираат вакво однесување. Меѓутоа, ако ваквото однесување е задржано над 5 годишна возраст, тогаш секако аларм дека нешто непожелно се случува тука. За родителите е исклучително проблематично кога децата бараат внимание со негативно однесување. Тоа најчесто се случува на јавни места, пред погледите на сите. Така. Колку повеќе луѓе, толку подобро. Сега, зошто се случува тоа? Зошто децата понекогаш имаат потреба на ваков начин да го привлекуваат вниманието врз себе? Јас би рекла дека одговорот е многу едноставен. Заради тоа што некако позитивните образци на однесување многу помалку ги забележуваме и ги земаме можеби да речам здраво за готово, а однесувањето кое што не ни се допаѓа многу повеќе внимание му даваме. Односно многу поинтензивно реагираме. И ќе видите дека едно дете може супер културно да се однесува во домот и кога ќе излезе надвор да има вакво однесување како што кажувате. На некој начин како да сака да ги повика родителите. И навистина е така, многу по едноставно за забележување негативното однесување од позитивното. Па тука би се прашале ние како родители колку го перцепираме позитивното однесување и колку го пофалуваме позитивното однесување на нашите деца, па за да они имаат потреба да се однесуваат вака. За да привлекува внимание на ваков начин. А како се може да се однесуваат кога станува збор за привлекување внимание со негативно однесување? Што се тука спаѓа? Дали е тантрумот дел од сето ова? Секако. Секако и тантрумите се оние кои што јас пак ќе се навратам на претходното, е нешто кое што најверојатно до 5-та година би требало да биде завршено. До 3-та би било пожелно, меѓутоа до 5-та е толерантно. Што се може да се однесуваат? Кога станува збор за мали деца нели до оваа возраст, они можеби да се трескаат, можеби да фрлаат нешто во супермаркетот, може да на улица да бараат нешто, да викаат пред сите, да едноставно трчаат како да не ги слушаат родителите. Најразноразни образци може да имаат. Меѓутоа, ако станува збор за малце поодмината возраст, односно поголемо дете, тогаш не е невообичаено да они кажат дека на пример ги боли стомачето, дека нешто им се случува, како да ги боли главата, како да не се спремни денеска да одат на училиште, како дека таа задача која што родителот, односно наставникот им е дал, они не може да ја завршат. Низ најразличен начин може да го манифестираат и кога мислиме на негативно однесување, мислиме на сите оние апели или аларми кои што детето ги пали за да каже дека нешто не му се допаѓа. И знаете кога една ситуација дете бои дома,
И супер, родителите си користат прилика, одлично, го вадам телефонот, гледам кој ме барал, што треба да направам. Детето продолжува да бои. И знаете, никој не го забележува, никој не му вели браво, што убаво боиш, денеска е изванредно што те гледаме дека супер се снаоѓаш со твојата ликовна задача. И следно сценарио, детето ја зима четката и почнува да бои по масата, по мебелот, и родителите пап го става телефонот и велат: "Што правиш сега? Кај боиш? Како правиш?" Многу интересно. Тоа однесување подобро го забележуваат. Па кога ние би биле тоа дете, а сакаме внимание, се прашувам како би се однесувале. Значи тука голема улога има и односот на родителот. Секако. Некогаш вела дека моделот на родителот е исклучително важен, значи понекогаш и родителите треба да се преиспитаат. Секако. Проблемот да го побарат во себе. Секако. Секако заради тоа што знаете како, децата бараат внимание. Некаде до 8-та година во животот на децата ние сме им, можам да кажам, буквално се. Они се канализираат преку нас, они ги учат емоциите преку нас, они го доживуваат светот преку нас. Семејниот систем го доживуваат како првата социјална единка, тука учат се. Доколку ние не сме респонсивни, доколку ние не сме сервилни, и така они ќе бараат внимание и ќе јавуваат дека нешто не им се допаѓа. После 8-та година децата и така се доживуваат преку своите врсници, преку интеракцијата со нив, така што веќе не можеме да бараме само универзална вина или како да кажеме одговор од родителството, треба да го побараме и во социјалната интеракција што имаат со врсниците. Меѓутоа до таа возраст и како е важно да се прашаме какви сме ние како родители, колку сме респонсивни на барањето на нашите деца. Дали ова непосакувано однесување може се задржи во училишна возраст? Секако. Знаете како? Емоционалната регулација, која што кажав, се учи некаде до 5-та година, доколку не се постигне, овој проблем се провлекува низ текот на целото живење. Значи не само во детството, и во адултниот период. И знаете како? Еве популарно е сега гледаме бордерлайн структури, нарцизоидни структури, вакви структури, такви структури, нели све препаднато просто, нели како да веќе психијатријата станува многу достапна до народот, и ќе видите дека нарцис е една структура на личност која што има емоционална зрелост од 2,5 години. Буквално 2,5 години, да, хронолошки може да има 50, меѓутоа емоционалната возраст е 2,5 години. Тука детето ги учи емоциите, емоционалната регулација. И што тоа значи? Ние како родители, еве, на детето му паѓа играчката, пример, му паѓа играчката. И детето почнува да плаче, играчката му паднала. И ние како родители што треба тука да постапиме? Ти падна играчката, ништо страшно, ќе кренеме. Тоа е едното сценарио. Другото сценарио е како може да си толку смотан стално да ти паѓа тебе играчката? И третото сценарио, друг пат не ти давам ништо зашто се ти паѓа од раце. И знаете како, детето кое што вие ќе му зборувате дека не е ништо страшно да падне играчката, и негативните емоции ќе ги учи како составен дел од животот. Како нешто дека е во ред да се има. А родителите кои што се ултра критични, ултра негативистички насочени кон детето, не им даваат право на овие деца да сгрешат. Просто како грешката не постои. И овие деца никогаш нема да прифаќаат вина. Овие се тие адулти у животот кои што е да се случува, некој друг има крив. Некој им сгрешил, некој лошо се однесол со нив и слично. Значи кореното е во раното детство. Се е во раното детство. А како да забележиме дали детето има потреба од внимание, односно дали бара внимание? Како да препознаеме дали бара внимание? Па, знаете како? Ако од никаде едно дете почнува да се однесува деструктивно, па се прашувам што друго би му фалело освен внимание. Или може би му фали да се најаде, да се напие, да се одспие. Меѓутоа му фали базична потреба. Децата до 3 години имаат базични потреби. Апсолутно базични потреби. И дете кој што се однесува вака, па ќе кажам, ово однесување е најчесто во таа возраст, иако е толерантно до 5-та година, во секој случај ни кажува дека нешто се случува на детето кое што не му се допаѓа и на некој начин ве бара вас, го бара старателот, го бара оној лик кој што на него му ги задоволува базичните потреби. А кои се опасностите ако постојано бара внимание на ваков начин? Па да, ова е гениално прашање, Марија. И ова е нешто кое што многу често го гледаме во училиштата, и тоа зашто можеби толку сме загрижени што се случува со модерните деца, е заради тоа што они учат дека го имаат родителот само кога се деструктивни. И знаете како они учат дека да, јас кога сум деструктивен, јас добивам. Мене не ми врши работа да бидам умно дете, умните деца не добиваат ништо, умните деца се седат, се цртаат сами, никој не ги регистрира дома. Јас ќе бидам бесното дете, јас ќе бидам проблематичното дете.
И тоа е проблемот зашто сега имаме толку деструктивни деца на сметка на деца кои што седат во училишната клупа, го слушаат наставникот, или ќе речете сега е пандемија на АДХД. Да, супер, АДХД има генетска основа и тоа е неоспорно. Меѓутоа, ако ние на детето му дадеме постојано да седи на телефони, на екрани, да користи уреди кои што и како го стимулираат нервниот систем екстремно, после тоа седењето на играњето со играчка него не му интересно. И ќе речеме да, тоа дете не може да седи на столче. Па не може, заради тоа што му даваме активност која што е ултра стимулирачка и после му викаме ќе ти ја замениме таа со некоја која што е подосадна. При ние возрастните не би се задоволиле со нешто подосадно. Зошто би се задоволиле тие? Да. А особено заради тоа што кога размислуваме за деца, размислуваме за битија кои што се уште немаат створена емоционална регулација. Така, улогата на родителот тука е многу голема. Секако. Но, од друга страна, некои го обвинуваат и современиот начин на родителство за ваквото однесување на децата. Велат дека проблемот е во така нареченото нежно родителство, односно gentle parenting. Што велите за тоа? Јас се согласувам. И се согласувам. Обично старите знаат да кажат, ние го имаме решението за проблемот. Стапот излегол од рајот, тоа е денеска апсолутно неприфатливо. Сигурно. И знаете како, и фокусот е можеби дека кјутекот излегол од рајот и дека ние треба да бидеме агресивни, не. Јас не се согласувам дека нежното родителство значи дека е нежно поради тоа што нема кјутек. Не се согласувам. Нежното родителство во модерно време зашто е? Заради тоа што просто ние сме многу отсутни од дома и кога сме дома ние сакаме да надокнадиме за нешто што е пропуштено и надокнадуваме на начин на кој што сме другарски насочени кон нашите деца и како да стварно сакам да знам што се случува на Маја и тогаш бирам со Маја да разговарам, мамо, јас сум ти другарка, знаеш, сакам да знам што ти се случува на училиште. И ако јас сум ви другарка, очигледно е дека ја не можам да бидам авторитет. Ние не ги бираме пријателите по степенот на авторитативност, ние ги бираме според степенот на сличност. Што значи дека не може да ни биде авторитет некој кој што ни е другар. Значи родителот не треба да биде? Не треба да биде пријател, апсолутно не. Треба да биде можеме родител. Да збориме за другарство ако станува збор за 25 годишна ќерка и 50 годишна мајка. Тука make sense, меѓутоа ако ние зборуваме за другарство, а детето има 4 години, зборуваме за парадоксална интервенција, зборуваме за парентифицирано дете и иматурна мајка. Тоа е инкомпатибилно. Така, ќе ги вклучиме гледачите да се вклучат во денешната емисија, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Нежното родителство вклучува и одредени реченици, позитивни, афирмативни во решавањето на овој проблем. Може ли на таков начин да се пренасочи од непосекувањето однесување на детето само со разговор, особено ако детето има 2 или пак 3 години? Што може да се направи? Браво, Марија, ова е изванредно. И изванредно е во контекст на тоа што ова што го кажавте вие е есенцијалното важно во родителството. Дека ние треба да бидеме гратифицирачки насочени кон нашите деца на сметка на постојано да бидеме коректив, постојано да бидеме критика. Апсолутно. Тоа не значи нежно родителство. Тоа значи позитивно родителство. Значи да направиме дистинкција меѓу што е нежност, а што е топлина. Односно што е функционално родителство и позитивно родителство на сметка на тоа што е на ние разгалуваме дете. Сосема се диаметрално се различни. Она што кажувате вие е дека ние треба да наградуваме нашето дете. Да, примерот кога бои. Треба да му кажеме, браво, правилно ја држиш четката. Што убаво, која боја е тоа сонце? Жолта е. Жолта, кој е жолт? Сонцето е жолто. Браво. Продолжи, мамо, само така прави. Значи тоа е еден модел на кој што ние на детето автоматски зошто би му разбудиле желба да почне да шара со боите по станот. А ако ние си седиме и детето почне да шара со боите по станот и тогаш сме респонсивни на нашето дете, автоматски ние го учиме повторно на модел. Дека деструкцијата значи дека јас имам внимание. Ако јас сум деструктивен, пошто детето не разликува конструктивно деструктивно. Ние сме тие кои што сме должни како родители да му дадеме визија на детето, да му дадеме смисла на тоа што го прави, бидејќи детето не се раѓа уче, но ние тоа го знаеме. И нели често пати користиме детето е бел лист хартија, ние пишуваме на него. Ја не рекла дека е баш бел, бидејќи имаме генетска основа, меѓутоа и како веќе е општо прифатено во светот дека родителите пишуваат иднината на децата. Значи пофалбата е многу важна. Пофалбата, поддршката на доброто однесување. Така и кога го правиме тоа да бидеме автентични. Не, супер, нацрта, ајде сега да видам што ќе направиш друго. Не, браво, ти нацрта.
Тоа е изванредно. Да Со бидеме емоција. автентични, со емоции, да. И колку повеќе го вежбаме ова, природно може би не ни доаѓа ако така не воспитувале нас, меѓутоа се вежба. Се вежба во животот, па така се вежба и ова. И родителството е доживотен процес. Децата целиот наш живот ќе не испитуваат. И знаете како тоа што рековте вие, зашто го прават тоа баш на јавно место? Пошто знаете дека тука ние ќе сакаме да си го сочуваме интегритетот, нема да сакаме комшиката да каже дека ние сме негрижлива мајка и пред комшиката ќе задоволиме потреба. Децата се доволно гениални да тоа знаат дека ние ќе постапиме така. Они не испитуваат. А ако ние бидеме доследни пред комшиката и да си речеме па добро, сега комшиката денеска ќе има зашто да зборува, ама јас ќе останам доследна на моето дете, во тој случај детето пак нема да ви испитува пред комшиката ниту пред комшијата. И сега што значи се биде доследен во ситуација кога детето покажува нервоза и бес, можеби е бележи на земја, Така е. вриска, Така е. Ова се најавно фрла предмети, исправното, така. да. И ние ќе го видиме Има детето случаи дека кога вриска. родителите ги засрамено ги влечат децата кои што лежат на подот во сред продавница. Еве, мојата идеја нели како детски психијатар е дека детето треба да се остави да вриска. Знаете се игнорира? Да се игнорира. Знаете како? Да едноставно како што ние претходно сме знаеле да бидеме неемотивни кога детето си бои, ние сме си на телефонот, ние треба да останеме на телефонот. Ово однесување не треба да го познаваме. Не треба да имаме одговор на ваквото однесување. Кога тоа, знаете како и дете може да вришти 10, 20, 30 минути, ќе се умори. Кога ќе се Но умори. е најавно место 10, 20, 30 минути е долго. Супер, ништо страшно. Така раста деца. Престанува дете да вика. Разговараме со него и му објаснуваме. Откако ќе престане да Откако вика. ќе престане. Сосем во ред ова што ти се случуваше до сега. Навистина те разбирам, ти беше тешко. Тешко е кога сакаш нешто да добиеш, а не можеш. И на нас возрастните ни е тешко кога нешто очекуваме, а не го добиваме назад. Меѓутоа, ваквото однесување не е во ред да се има. Вака не постапуваат умните деца. Умните деца разговараат. Колку повеќе разговараш со мене, јас подобро ќе те разберам. Јас ова твое викање преска на вистина не го разбрав. Не те разбрав што сакаше да ми кажеш. Бидејќи рачунете дека децата, особено модерните деца, имаат оскудно говорно подречје. Многу потешко го учат македонскиот јазик на сметка на бинго и на сите останати YouTube апликации. Така што очекувате дека вашите деца многу потешко вербално ќе ви кажат што им треба на вистина. И кога ќе се разговара со детето, и кога ќе се прифати дека тоа е во ред, може да си има таква, меѓутоа дека не му врши работа, дека многу подобро мама ќе го разбереше да ова дете разговараше со мама. Во тој случај јас се прашувам колку тоа дете би било мотивирано пак во парк или во супермаркет или во мол или било каде да разговара така, односно се однесува така. Имаме гледач, ќе му дадеме предност, па ќе продолжиме понатаму. Добар ден. Добар ден. Повелете. Здраво. Се јавувам. Имам детенце од скоро 2 години. Така. Ние одиме во градинка. После градинка, значи, не е важно дали е викенд, дали е недела. После градинка во 4:15 имаме тантруми кои што траат некаде околу половина час. Откако ќе дојдете во домот или веднаш штом ќе излезете од градинката? Од кога ќе дојдеме во домот. Да. Так. Како Би сакала само да значи, прашам од која Има прашање само од која докторката. возраст оди во градинка, колку долго е веќе во градинка? па одиме редовно одиме, ајде да кажеме месец дена. Не редовно одиме веќе 4 месеци. Така, значи, еден месец. Предпоставам дека ова период и на адаптација, но сигурно не ви е едноставно секој ден да имате едно такво случување во домот, едно такво сценарио. Прашањето е кој е решението. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторки. Како да се реши ова? Така, јас колку што успеав да разберам гледачката е дека детето е околу 2 години и дека еден месец оди во градинка. Така. Оно што го кажавте и вие, Марија. Ова станува збор за адаптација. И јас, кога би сакала да објаснам на мајката што се случува, би било можеби со една реченица. Тоа дете е навикнато дека генерално грижата имало мајката, која што била секогаш достапна и респонсивна на детето, и одеднаш кога тоа дете се наоѓа во средина, кај што има можеби 20 други деца, и каде што негователката не е во можност да ги задоволува потребите како што ги задоволува мајката. Па мајката е става на тест дали би можела да поднесе да детето продолжи да оди во градинка, односно да не ја чува она.
апсолутно ги преиспитува границите во домот. Преиспитува колку оваа мајка може да издржи, а да не остане дома, а да не оди дете во градинка. Детето пробува, едноставно пробува да каже дека не му се добаѓа. И оно што го кажавте вие, навистина е тешко. Една мајка не може да биде имуна на солзи на незиното дете. Меѓутоа сакам да охрабрам мајката дека ова е идеалната возраст, бидејќи таа напомена дека околу 2 години, каде што децата ја учат таа емоционална регулација. И доколку мајката биде доследна, издржи и го пушти детето во градинка, очекувано дека детето ќе научи дека тие тантруми не му вршат работа и ќе ги замени за едно конструктивно однесување. Ако мајката попушти на овој тест, очекувано дека детето тантруми ќе има се повеќе и повеќе низ текот на животот, каде што било која работа која што нема да му се допаѓа, која што ќе биде проблематична за него, ќе се однесува. Ова значи ќе биде моделно однесување и понатаму. Сигурно. Што му врши работа. Но како да го смират детето во домот кога ќе почне тантрумот? Повторно стратешко игнорирање, дури кога се работи за градинка? Секогаш нагласувам дека стратешкото игнорирање значи дека детето се наоѓа во безбеден простор, каде што нема ивици, каде што нема стакло, каде што не може да се повреди, каде што не може да се исече. Значи не дека ние треба да го ставиме детето тука мири чаши да треска, сигурно не. Меѓутоа да биде во безбедна, да речам, средина, каде што да, ќе го пуштиме тантрумот да помине и од кога ќе помине, ќе му објасниме дека тоа не му врши работа и дека, нели, сега на 2 години не може да очекуваме не знам каква вербализација од тоа дете, меѓутоа очекуваме дека ќе му објасниме дека такво донесување не му врши работа и ќе продолжиме, ќе бидеме упорни да оди во градинка. А што доколку се работи за поголемо дете, кое што веќе разбира и прави вакви агресивни, јавни испади? Што во таков случај? Дали исто така само разговор би помогнал или пак можеби казна? Нешто во тој стил? Ако детето биде искарано и казнато, дали би било тоа решение? Исто тоа е една од дилемите на родителите. Секој тантрум треба да се остави да помине. Секој тантрум и на секоја возраст дете. Заради тоа што, тој знаете како еве, ставете се последен пат кога вие сте биле нервозни, дали ви вршило работа никога дека вие сте нервозни кога ви зборува? Дали уопште имате капацитети кога сте нервозни да слушате некога? Претпоставувам дека не. Така што тоа е катицата е уште поинтензивно тоа. Уште се интензивни тие емоции поради немањето на емоционална регулација. Така што независно од возраста на детето се устава да помине тантрумот. Откако ќе помине тантрумот, тогаш ние сме должни да му објасниме на детето дека таквото однесување не е во ред да се има или доколку се има дека треба да пробуваме заеднички, ако е поголемо дете, би го запрашале што мислиш ти дека можеме да правиме за да не се чувствуваш вака, бидејќи знаете ако станува збор за дете кое што не постигнало емоционална регулација, вака се однесува и на 10 години, не е дека тоа ние во праксата не го гледаме. Може на 15 да се однесува. Ја ви реков, еден нарцис има 2,5 годишна возраст, да и се однесува ваки на работа и вака колегите ги малтретира на работа. Меѓутоа би сакала да кажам дека должни сме да го прашаме тоа 15 годишно дете што мислиш ти, како би го решиле во поинаку? И детето ќе ви каже нешто. Ако ви каже дека не знае, тогаш ќе му понудите неколку решенија. Ако ви ги одбива, ќе инсистирате, едноставно ќе разговарате, ќе му дадете на знаење дека вие стварно сакате да му помогнете на тоа дете. Заради тоа што ако вие продолжите да го навредувате кога гори, тоа дополнително ќе гори, нема ништо да се случи. Значи и во училницата ова би бил пристапот за решавање на проблемот. Да. А дали детето што бара постојано внимание може да има проблем со текот на годините, сето тоа да премине во некакво нарушување? Бара внимание на ваков начин. Ако тоа обстојува, може ли да премине во некакво нарушување? Секако и она што ни го вели статистиката дека 75% од нарушувањата во адултен период имаат потекло од детство, е нешто кое што е сериозна бројка и сериозен процент. И знаете, општо е познато дека се потекнува од детството и дека целокупниот развој се должи на нашето детство, па и на тамошните избори. И она што како семеен терапевт сакам да го кажам е нарушувањата се сосема од различен спектар. Дали станува збор за себе повредувачко однесување, кое што во денешницата многу често го гледаме, Марија,
И е навистина алармантно заради тоа што децата се или стануваат хетеродеструктивни, значи деструктивни кон околината, или стануваат автодеструктивни. Автодеструктивни се сечат, се горат со цигари, се удираат, се повредуваат, најразни форми на исакотини прават по телото. Понатака може да се насочат во еден перфекционистички тип на однесување, типот да имаат нарушување со храната, како што е анорексија, булимија и цел спектар на нарушувања метаболни со исхраната. Потоа може да имаат анксиозни нарушувања, невротски нарушувања од најразноразен аспект, депресивни нарушувања. Така што голема е симптоматологијата која што може да се развие доколку не се третира. Значи мора да се третира. Во кој случај сметате дека родителот треба да побара стручна помош за своето дете? Доколку однесувањето со тантруми и со нерешена емоционална регулација обстојува и по 5-та година, апсолутно е предмет на психијатар. А инаку самиот тантрумот сам за себе го сметате како Не. проблем? Тоа е развојно може да се... Да. Апсолутно. Како развојно меѓу 18 месеци и 3 години е целосно развојно. И е сосема во ред. И знам дека е многу предизвикувачки за родителите, знам дека е екстремно, како да кажам, неедноставно да се справи родител со вакво нешто, меѓутоа ги охрабрувам родителите дека не се сами. Тоа е сосема вообичаено. До 5-та година, ако се случува меѓу 3-та и 5-та, ретко, еднаш неделно, 2 пати неделно, или кога е преуморно дете, например, сме го пуштеле, сега знаеме модерни родители, на 50 работи ги пуштаме децата. Ако било питано на англиски, на балет, на не знам, на едно, на друго не спирало, толерантни сме, тоа е развојно. Меѓутоа, ако постојува по 5-та година, не е развојно. Проблем. Родителите при тоа треба да останат смирени, тоа заборавивме да го потенцираме, докторке, но околината знае да биде критички Сурова. насочена и сурова. Да. Има примери нели на родители кои што велат еве ние немаме никаков проблем со нашите деца, никогаш не ни се случил тантрум, зошто токму вас ви се случува овој проблем. Не е лесно и на родителите што минуваат низ вакви епизоди со нивните деца. Па да, јас затоа секогаш кажувам дека барањето сугестија, барањето помош нели од околината е се супер, меѓутоа тоа не се стручни лица и знаете како многу интересно што да, можеби за вообичаен човек на улица ќе поверува кога ќе каже некој дека неговото дете нема тантруми, меѓутоа за детски психијатар тоа е смешно. Аха. Тоа е смешно, тоа е во ред, како сакаме да си го представиме идеален, можеби бракот, можеби семејството, можеби животот, меѓутоа знаете како идеалното, односно перфекцијата е имагинарна, не постои. И зашто зборуваме за нешто што не постои? Тоа е сосема во ред. Развојно е, ги охрабрувам родителите, не се сами во тој процес. Секој дете на оваа возраст има тантруми, меѓутоа да се погрижат доколку тантрумите обстојуваат во поодмината возраст. Значи кога детето има повеќе од 5 години, тогаш мораме да размислуваме за посета на детски психијатар. Апсолутно. Значи после 5-та година задолжително да се побере консултација со детски психијатар. А сега ќе проговориме за уште една фаза во детството, што е исто така озогласена меѓу родителите, таа е фазата на категорично не, значи детето се однесува најнормално, добро, воспитано и преку ноќ на секое прашање и на секое барање одговара со децидно и категорично не. Е сега зошто се во оваа фаза во детството? Така. Јас ќе Исто така создава многу нервози во семејството. Да, и не случајно се насмев, заради тоа што интересно е како децата најпрво учат да кажат не, а потоа учат да. И секако дека се би добило прашање зашто прво учат не, а зашто потоа учат да. Заради тоа што два одговори се тука. Интересното е што ние како родители, бидејќи се грижиме, се плашиме нашето дете да не падне, да не се повреди, да не било што да не се случи, нели? И му велиме не ваму, не таму, не ваму, не таму, немој тоа, немој ова, не. И просто, значи Постојано со ограничување и со употреба на не и немој. Да. Во вокабуларот. Да, и ние ограничуваме. Не вака, не така, не вака, не така. И интересно е дека децата у оваа возраст, раното детство, ни сме разговарале исто за оваа тема, имитаторни се, значи они светот го учат преку нас, ние реплика се наша, значи што зборуваме ние дома, они зборат надвор. И интересно е што едниот одговор е тоа, а вториот одговор е за да кажеме на нешто да. Еве ја ако ве прашам, Марија, сакате да излеземе вечер, не знам, во БКВ и веќе ми речете Да. Може би ќе кажам веднаш да. Може би сакате да се одморите до ножни доврски. Меѓутоа, знаете како, да, значи дека
имам малце подоцнежна одговорност. Значи поголемо абстрактно размислување, заради тоа што отврлањето е сега и тука. А прифаќањето значи дека јас прифаќам нешто за кое што јас треба да дадам влог, можеби нема да искочи како што сакам. Има поголем абстрактен дел во да, него во самото не. И заради тоа децата знаете како, или да, многу често значи, например, вие родителите често пати знаат тоа го прават, велат Марија костюмна денес, летоска ќе одиме на одмор вамо, кај што пример Марија сака. И знаете што се случува тука? Децата немаат толку долгосежна абстракција, толку долгосежна идеја што ќе се случува летоска сега зимо, вие го купувате вашето дете со тоа дека ќе го носите летоска на одмор. Автоматски кажувањето да и детето ќе ви каже не. Тоа е толку далеку, тоа е толку далечно, тоа е толку се, апсолутно ќе ви каже не. И идејата е дека не е исто како за тантрумите. Типично за деца кои што имаат 18 месеци од прилика до 3 годишна возраст. И ќе видите како после 3 годишна возраст децата многу поретко кажуваат не, заради тоа што после настапува таа битка за автономија, за иницијатива, и они ќе сакаат да кажат да. Они ќе сакаат да бидат предизвикани дека нешто можат сами да завршат. И кажувањето не, па ќе кажам, е типично, развојно, ништо алармантно за деца кои што се до 3 годишна возраст. Тоа значи дека сите деца ќе поминат низ оваа фаза, сите родители ќе ја искусат, нема родители кои што нема да поминат, така биде, нема такво нешто. Поштедување нема. Поштедување нема. Зависи, па ќе кажам, од колку и родителите се критички наслучени, заради тоа што родителите кои што се малце повеќе критички наслучени, можеби почесто ќе слушнат не. Али и овие фините што фалат, ќе почувствуваат не. И тоа ќе го почувствуваат. А може ли нешто да се направи во оваа фаза за да трае пократко? Не. Знаете како, може да купиме некоја недела, може да купиме некој месец, меѓутоа е развојна фаза. И тоа исто како да ме прашате дали може детево да не се мачиме да проодува, да лази, директно да проди, како што се бавиме со лазење. Се што е развојно треба да помине. И всушност она кое што Фројд, Ериксон и поприлично големи ликови во психијатријата се бавеле е баш со раното детство и со објаснување што како потекнува и само ги програмувале. Едниот го ставил контекстот повеќе на либидото, другиот на менталниот развој, меѓутоа знаете како основата е таа. Децата треба да лазат у развојма. Деца што не лазеле, ќе видите стручните лица ги враќаат назад да лазат за да може да продат. Се си има зашто се случува развојно. И парадоксално е да ние тоа го кратиме. Децата треба да кажат не и така они така ја купуваат, така се стават во позиција дека се важни. Пошто ја одлучувам. Не. Они имаат ако сакате да им го скратите тој период, им го скратувате времето каде што они се одлучни, ви велат не. А зашто би го скратили? Така, зашто би го скратила? Имаме гледач кој што ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Во програма сум? Да, во програма сте, одлично ве слушаме и ве следиме, повелете. И јас ве слушам вас. Јас сум баба. Така. Ме интересира да имам снуче, година и 1 месец е. Живее со родителите, со мајката и со таткото во стан. И детето е фино, убаво се развива се, меѓутоа штом ќе види други луѓе почнува да плаче. И тоа плачене и право се пика или таткото да го земе врати, или мајката. И кога е вонит, мирно е. Штом други луѓе ќе види, дури и на улица, ако сретне, нели, да го задрат, оно почнува да плаче. Плаче непрекинато. Зошто се случува тоа така? И дали е, например, подребно во градинка, веднаш други луѓе плаче и таму не престанува. Зошто така се однесува тоа дете? Ви благодарам за вклучувањето и една загрижена баба ни се јави. Зошто така се однесува низиното внуче? Дали имате некаква насока што би дале, што понатаму, како да ги советува родителите? Така, јас би сакала да успокојам оваа баба и родителите на ова дете, дека ова што го кажуваат е сосема вообичаено. Ова дете има 13 месеци, нели бабата кажа дека 1 годинка и 1 месец. Така што на 13 месеци е сосема во ред, ако детето не оди во градинка, односно го чува доминантно старателите и бабата, кој што му е, да речам, најосновно обкружување, очекувано дека известни нарушувања. Меѓутоа,
кај децата, зборам, нели, ако грубо можеме да ги офатиме сите деца во една старосна рамка, е функционирањето. Она истото што ние го бараме кај адултите кога станува збор за проблем, кога е нарушено функционирањето. На пример, за школско дете, функционирање значи дете кое што не ги обавува школските задачи, кое што има потешкоти со дружењето, кое што се осамува, се повлекува, апсолутно е предмет на психијатар. Предшколско дете, тоа што го зборувавме претходно, ако има тантруми, ако има непостигната емоционална регулација, ако удира по родителите, ако удира по врсниците, апсолутно, значи секој однесување кое што ја попречува конструктивноста во развојната доба, станува збор за патологија. Така што секое вакво патолошко однесување апсолутно е предмет за посета на детски психијатар. А емоционалната регулација до која возраст треба да се постигне? Грубо земено до 5 година. И она кое што постојано како детски психијатар во сите мои гостувања го кажувам е дека првите 5 години од животот на детето се исклучително најважни. 80 до 90% од мозокот се формира тука се формираат исклучително моќно синапсите, така што подоцна во животот сигурно со некои 10 до 20%. Значи клучот се првите 5 години од животот. После тоа имаме финеси. Столбовите на личноста се градат до 5 година. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во магазинот за родителство 0+ месеци. Повторно имавме една убава и актуелна тема, нешто со што често родителите се соочуваат. Им посочивте кога нема простор за грижи, а кога треба да се консултираат со стручно лице. Ви благодарам. Ви благодарам, Марија, секогаш е чест. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска. Ви посакувам пријатен ден.